Здраво на сите и добре дојдовте назад на нашиот канал. Денешната тема е влијание на индустријата за убавина врз животната средина. Во ова видео ќе ги истражиме различните начини на кои индустријата за убавина влијае на нашата планета и ќе разговараме за некои одржливи алтернативи. Па ајде да запловиме во детали за индустријата за убавина со нејзиниот широк спектар. Пластика. Производите и пакувањето имаат значително влијание врз животната средина. Една голема загриженост е прекумерната употреба на пластика од пакувањето на козметика до алатките за убавина за еднократна употреба. Пластичниот отпад стана сериозен проблем на депониите, водите и дивиот свет. Добрата вест е дека постојат многу достапни одржливи опции. Одржливи опции. Брендовите сега прифаќаат еколошко пакување како што е користењето рециклирани материјали или биоразградливи алтернативи. Како потрошувачи можеме да ги поддржиме овие брендови и да направиме позитивно влијание преку избор на производи со минимално пакување. Одлично. Ајде да започнеме да одбираме производи кои се пакувани од разградливи материјали, но што со состојките во козметиката? Уништувањето на шумите со употреба на состојки како палмино масло не само што уништува скапоцени екосистеми, туку и ги загрозува живеалиштата на загрозените видови како орангутаните. За борба против ова, барајте брендови за убавина со одржливо снабдување кои даваат приоритет на одржливото снабдување и изберете производи кои се сертифицирани, органски, кои доаѓаат од добавувачи кои даваат приоритет на зачувувањето на биодиверзитетот. Со поддршка на овие компании можеме да поттикнеме подржливи практики низ целата индустрија. Водата е уште еден важен аспект што треба да се земе предвид. Индустријата за убавина во голема мера се потпира на вода. Водата во производствените процеси ја користиме од самиот старт на создавање на производот. Многу козметички производи содржат микропластика која може да му наштети на водниот свет кога ќе влезат во водни тела. Намалувањето на потрошувачката на вода започнува со користење производи кои се формулирани со минимална содржина на вода и избор на поконцентрирани формули. Одбирањето на производи и брендови кои имплементирале иницијативи за заштеда на вода или донираат дел од својот профит за проекти за зачувување на водата е добра практика. Тестирање врз животни. Конечно, не можеме да заборавиме на тестирањето врз животни иако е постигнат значителен напредок за намалување или елиминирање. Тестирање врз животни се уште е проблем во некои делови од светот. Животните што се користат во тестирањето страдаат од сурови практики и не е потребно со оглед на достапноста на алтернативни методи на тестирање за борба против ова. Изберете без суровост и веган производи. Брендовите за убавина кои своите производи ги продаваат на нас, а за своите тестирања не користат животни, треба на своите производи јасно да ги обележат преку лого, а ние да дадеме приоритет на етичките практики. Преку ова можеме да испратиме порака дека тестирањето врз животни повеќе не треба да се толерира. И ете го тоа. Заклучокот. Погледнете го влијанието на индустријата за убавина врз животната средина и како можеме да направиме подржливи избори, и запомнете дека живеењето со нула отпад не е за да бидете совршени, туку за правење мали промени. Малата акција што ја преземате за намалување на отпадот може да направи голема разлика во заштитата на нашата планета за идните генерации, затоа ајде да работиме заедно за да создадеме почист, поздрав и подржлив свет. Ако ви беа корисни овие совети, ви благодарам и се гледаме во следното видео.